Поголем дел од општините во државава се без конкретен буџет и програма за родова еднаквост. Голем дел од комисиите за еднакви можности во општините немаат состаноци, ниту пак преземаат некои поконкретни активности во локалната заедница на теми поврзани со родовата еднаквост. Некои општини до лани не одвојувале ниту денар за оваа намена. Не се изготвуваат ниту годишни извештаи за еднакви можности на единиците на локалната самоуправа за напредокот на состојбата со еднаквите можности на мажите и жените, што пак е нивна законска обврска. Вака изгледа сликата со родовата еднаквост кај нас. Пример во општина Прилеп, како еден од поголемите урбани центри во Македонија. До пред само една година немало ниту буџет, ниту програма за родова еднаквост. Годинава за прв пат се одвојуваат 600.000 денари за овие активности. А Комисијата за еднакви можности сега е една од најбројните и има 14 членови. Во претходниот период, ние како членови на оваа комисија, бидејќи сме најбројни, одржуваме состаноци каде што главна цел ни беше да направиме некоја анализа и претходно истражување на тие фокус групи или целни групи со цел да ги увидиме нивните реални потреби и барања и врз основа на сето тоа да ги имплементираме активностите, затоа што целта на крајот на програмата е да има бенефит за сите граѓани на локално ниво, а најмногу за сите засегнати групи кои што припаѓаат во оваа комисија. Слична е ситуацијата и кај руралните општини како Кривогаштани, но и таму започнуваат работите да се поместуваат од мртва точка. Секоја донесена програма се гледа да има родова сензитивност. Бројот на мажи и жени пак во советот, вработените во администрацијата и поставените на раководни позиции е скоро еднаков. Обуките за јакнењето на свеста на вработени во институциите како подолгорочна мерка, затоа што од тука почнуваат сите мерки, мора да бидат вработените обучени, за понатаму да ги инкорпорираат во програмите и во мерките што ги спроведуваме. После, како друга долгорочна мерка, можеме да ја споменем исто и во како обука во училиштата, кај најмладите, кај дечината, таа обука да се развија свесноста за родовата еднаквост, за понатаму да се развиваат и да ги искоренат тие, да ги препознаат родовите стереотипи кои што се појавуваат. Но сепак состојбата со родовата еднаквост, иако е далеку подобрена отколку во минатото, пример во однос на бројот на советници, директори на некои јавни предпријатија, сепак заслужува многу повеќе внимание. Стереотипите се уште се присутни. Нема жени председатели на урбани или местни заедници. Некои професии се уште остануваат како да се резервирани за мажите. Советниците во општина Прилеп се задоволни од издвоените средства од буџетот за оваа намена и очекуваат подобрување на состојбите на овој план. Јас би рекла дека третманот и статусот на мажите и на жените треба постојано да се надградува на секој ниво на власт, без разлика дали на централно или на локално ниво, се со цел да се намалат тие разликите, стереотипите, ограничувањата и на тој начин ќе имаме повеќе жени кои што ќе пројават интерес да учествуваат и во креирањето на локалната политика, тргнувајќи од местните самоуправи па се до практицирањето на политиката на градот. Во тек е изготовка на таа програма на Комисијата за еднакви можности, или ние кратко ја викаме КЕМ, која што ќе предвидува низа на активности, настани, програми, иницијативи кои што ќе треба да работат на јакнење и на жените и на мажите, подобро да се разбираме, да има една поголема сензибилност за сите нас. Сметам дека имаме доволен број на жени вклучени во политичкиот живот, затоа што и носител на листата на локалните последни избори со новите мандати што сме беше жена носител и редоследот на секој советник беше маж-жена, така да сметам дека нашата застапеност во локалната самоуправа како советници е задоволителна. Меѓутоа, оно што сметам дека треба да се направи во однос на машката и женската професија, морам да споменам дека во дадени професии во нашата држава или овдека на ниво на локалната самоуправа или на општина Прилеп, има професии каде што се уште жената, особено во инженерство, рударство и машинство, се уште имаме поплаки за тоа во тој дел дека тешко е да се добијат тие работни места. Граѓанскиот сектор признава дека имаме значајни исчекори на одредени полиња за ова прашање. Пример, младите веќе биле запознати со родовата сензитивност и истата ја практикувале. Но клучни играчи во практицирањето на родовата еднаквост според нив биле локалните власти. Сметам дека се уште сме стереотипно општество, каде што родовите прашања се уште претставуваат проблем.
особено во повисоките политички кругови и организирања. Сметам дека во младата популација постои родова сензитивност, односно свесни се за прашањата кои што се несуваат токму од родовиот аспект. Верувам дека и нашата општина во нареден период ќе ги отвора овие прашања на сите нивоа, кажувам на уредување. Единиците на локална самоуправа се важен фактор во процесот на обезбедување на еднаков пристап до можности и услуги и за мажите и за жените на локално ниво. Општините, единиците на локална самоуправа ја имаат таа уникатна позиционираност и се клучни актери во процесот на правично, инклузивно, ефикасно и ефективно владење. Па затоа доколку градиме општество засновано на еднаквост, клучно е во локалните политики и програми да се воведе родовата перспектива. Дел од граѓаните пак со интересни ставови. Зошто се уште немаме комплетна родова еднаквост и како до неа? Сметаа дека имаме добра законска легислатива, но како и за многу други работи, таа останува добра само на хартија. Пред се тука се работи за институционални стеги, односно закоравеност во размислувањето и дозволувањето на жени на позиции кои што можат да одлучуваат. Иако има примери на жени кои што тоа одлично го прават. И од друга страна исто мислам дека и жените недоволно самите сепак се трудат да бидат на такви позиции. Сепак тоа е процес кој што бара многу истрајност, труд и работа и мислам дека не секогаш си го дозволуваат тој индивидуален подвиг. Сметам дека кај жените кои што се многу успешни, кај луѓето, жените кои што се премногу успешни, кај луѓето раѓаат сомнеш како е нештото постигнато, што на некој начин влија и на нивниот светоглед, во смисла дали јас ова го направив или само имав среќа или некој ми помогна, што сметам дека кај мажите не е случај. Ако еден маж е успешен, тогаш сите му аплодираат, кај жените луѓето реагираат малку скептично, што можеби е причината за да жените се повлекуваат и да не се толку асертивни, да не се толку, можеби агресивни, за да ги добијат позициите кои како ги заслужуваат. Однава рурална коалиција кој што правели истражување на оваа тема во општините Гостивар, Врапчиште, Прилеп, Кривогаштани, Кичево и Пласница, потенцираа дека Европската повелба за еднаквост вклучува еднакво учество на мажите и жените во донесувањето на одлуките. И тоа е значаен предуслов за едно демократско општество кое што сака да биде дел од европското семејство. Станува збор за тема која што е хоризонтална тема, односно која што ќе се оценува и ќе се има во предвид при отварањето на секое поглавје или кластер кога говориме за европските интеграции. Но оно што на нас ни е позначајно е како да допре информацијата за EU интеграциите, меѓутоа и за тоа што представува и што значи родовата еднаквост во локалната заедница, па дури во најоддалечените рурални средини. Самата информираност како и промовирањето на родовата еднаквост на локално ниво, всушност ќе овозможи и да се унапреди процесот на нејзино практикување во локалната заедница, бидејќи исклучиво само преку земање подеднакво во предвид и на потребите и на мажите и на жените ќе се овозможи подеднаков напредок на општественото живење. Само преку родова еднаквост може да се подобри квалитетот на животот во заедницата, но и да се приближиме кон сите евроинтеграцијски процеси кои што во иднина ни престојат нас како држава.